Биоотпадот учествува со околу 40 до 60, а некаде дори 70% во вкупниот состав на комуналниот отпад што го создаваме ние домаќинствата. И доколку тој биоотпад се измеша со сите останати фракции на комуналниот отпад и се натрупа на депонии, се создава експлозивен гас метан, кој што освен тоа што представува закана за климатските промени, тој исто така е експлозивен и предизвикува пожари. Ние сме во поглед на законодавството отидени понапред, меѓутоа во практичната примена остануваме статус кво. Од биоотпадот, согласно составот кој што го поседува, можеме да добиеме најразлични производи кои што може да најдат намена во секојдневното живење. Потребна ни е едукација на целото население, поддршка од институцииве, во смисла на регионални центри. Циркуларната економија всушност представува повторна употреба на биоотпадот. Треба да го напуштаме неодржливо линеарен модел и да пополека влегуваме во циркуларната економија од аспект на намалување на природните ресурси, загадувањето на животната средина, заштита на биодиверзитетот и понатаму во однос на заштита на питката вода. Има повеќе чинители, пред се тоа сме ние, домаќинствата, кои што треба да бидеме свесни за потенцијалот на овој биоотпад, но исто така и за неговите опасности доколку го измешаме и го фрлиме. Од друга страна, локалните власти треба да обезбедат логистика и поддршка на граѓаните за да се справат со овој биоотпад. Да започнеме да ги реализираме прописите, првенствено да се научиме како да го селектираме отпадот, да го одделуваме меѓусебно и понатаму да го искористуваме биоотпадот во добивање на вредни производи. Покрај тоа што добиваме вредни производи, истовремено ја заштитуваме околината и имаме можност од економски аспект да отвараме нови зелени грин бизнеси. Јас мислам дека граѓаните многу лесно можат да се навикнат да рециклираат, како пример ќе дадам успехот со вендинг машините, каде што граѓаните навистина се надпреверуваат кој повеќе ќе искористи пластика, бидејќи имаат одредени поволности, меѓутоа на тој начин се гради и свест. Да се отвараат нови работилници, едукативни кампањи за промена на свеста, тоест биоотпадот да го рачунаат како ресурс, а не како отпад за во депонија. Аз секако сметам дека ваквите работилници се особено голема корист за нас, наставниците од природната група на предмети. Апсолутно дека се користи, работилниците се исклучителни, затоа што од една страна на наставниците даваат идеја и ресурси како можат да го применат она што се учи во наставата по хемија, биологија, практично во проблеми, тематики кои го засегнува секојдневното живење. За учениците секогаш се интересни работилниците, затоа што просто и да нема ученик кој не сака да работи во лабораторија, експериментите се секогаш предизвикувачки и мотивирачки да тие повеќе се вклучат и повеќе се ангажираат околу изучувањето на определени теми. Сакаат ваков вид на интерактивни работи кои што се случуваат надвор од ова традиционалното учење или во училница, туку сакаат да излезат надвор и да запознаат и да спознаат нови работи. Воедно се чувствуваа многу корисни, бидејќи всушност го користеа тој биоотпад во нешто, добивањето на нешто ново и така натаму. За мене е важно ова искуство, бидејќи навистина ценам тоа што пробуваме и изведуваме во живо и учам преку тоа што го правам. Можам да кажам, вау, наставничке. Значи, првата реакција е таа, секогаш сакаат сите да направат, сите да пробаат. Некои од учениците дури ми кажаа дека из дома всушност некој од нив пробале на некаков начин да добијат некој продукт и на таков начин всушност ги запознале и своите домашни, од која важност е всушност самиот вид на рециклирање и користењето на биоотпадот. Јас сметам дека е важно да чуваме животната средина, бидејќи ние живееме во неа и ако не ја чуваме, тоа може да влијае на нас и на животните и растенијата околу нас. Селектирајте отпад. Ако отпадот не е селектиран, тој станува ѓубре. Ние сакаме да биде корисен. Ќе продолжиме понатаму заедно со нашите ученици да се трудиме да бидеме активни граѓани на
ова наша обкружување и да се трудиме што повеќе да размислуваме еколошки. Еколошката едукација е доста важна. На граѓаните и на институциите би им препорачала дека навистина е крајно време кај нас да проработи свеста за правилно селектирање, значи третирање на биоотпадот. Секогаш, секаде, не само училиште, секој дом, секој семејство, секоја општина, секој град, секоја држава, мислам дека треба да биде основното за да може да се направи одржливост на целиот екосистем на планетата Земја. Еколошката свест да биде на повисоко ниво, значи да не се фрла нигде, мислам, насекаде ѓубрето,